позитивна во самиот почеток. Но сакам да ви кажам да се чуваме сите од пропагандата и да бидеме малку трпеливи, затоа што многу е тешко преку ноги да се направат некои работи, познавајќи ги какви се околностите во кои што живееме. Практично, реално, сме буквално, како македонци, заокружени од архи непријатели, од народи кои што не сакаат да не видат како суверен народ, како држава на македонците, со нели еден или два честни исклучоци од околните држави кои што во последниве години тоа како пријателски се поставуваат кон нас, колку и да во одредени ситуации им е тешко тоа да го направат, затоа што ние како држава благодарение на оние етнофашисти на ДУИ им направивме зло на тие народи преку одредени меѓународни институции. Но тоа е една друга работа. Што сакам да ви кажам? Сакам да ви кажам да бидеме сите трпеливи, значи преку ноќ не може некои работи. Сите знаеме зашто го донесовме ВМРО на власт, да го врати угледот, честа, достоинството на македонците, да го врати името, да ги напуди оние историски комисии кои што ги формираше СДС и Бугарија, за да работат на исчезнувањето на македонскиот народ. Значи нема потреба ние со некого да се докажуваме кои сме и што сме, ниту па да се докажуваме пред разни европски институции или тамо така наречени елити. Пропагандата ќе работи, нон-стоп и гледам почна да работи. Демекете, ВМРО ја сменило, ја завртало капата наопаку, сега зборува сосема нешто друго, дека нема да го врати името, дека ова, дека она, дека секој си продолжи онака како што си беше во времето на квислинците од СДС. Јас не ми паѓал така лесно на таа пропаганда, не знам што му е во главата на Мицковски, но мислам дека во ВМРО има луѓе кои што имаат силна волја и кои што мислам дека нема да отстапат од некои работи кои што ги ветуваа за време на изборите. Останува да видиме таа работа. Јас се надевам дека мораат да играат ова што и одредени реторики ќе чуете од нивна страна, дека едноставно е така да го кажам, купување на време, затоа што не можеш очигледно денес на Балканот во ситуација во како што се наоѓаме да извадиш мечот и едноставно да го пресечеш јазолот. Иако тоа е можеби потајна желба на сите нас. Но ајде да видиме. Поентата на овој мовет ми беше само не подпаѓајте под пропагандата на глобалистите, на антисуверенистите, на оние кои што сакаат да го на негаторите на македонскиот народ и неговиот идентитет. Многу се моćни во моментот, тоа мора да го разберете. Ги имаат сите пари на овој свет, сите конекции на овој свет, сите влијанија на овој свет, лобија у разни европски институции, кај што комотно може да наметнат секој наратив, да го повторуваат по милион пати додека не почнете да верувате во него. Го кажав тоа 5 пати, ќе го кажам и 6 пат, сум го кажал 99 пати, ќе го кажам и 100 пат. ВМРО ДПМН е исправен пред исклучително тежок предизвик. Сега е буквално мабетот да не си му кожа на тие што ќе ги влечат најосетливите одлуки во идно време.
а јас верувам во нивниот патриотски бекграунд, ментален бекграунд, ако сакате и духовен, но сметајте на таа варијанта дека често пати ќе мораат да возат слалом. Притисоците се огромни што ги трпат, веројатно ќе бидат уште поголеми, како ќе влечат некои потези што нема да им се допаднат на овие антисуверенистички, антимакедонски елити кои што ги спомнувам, или пета колона која што е овдека стационирана. Но затоа ги избравме. Со самото тоа што ги избравме и со самото тоа што го ветија, значи беа спремни дека ќе бидат, самите ќе се изложат на одредени притисоци ако сакаат да исполнат желбата на својот народ да си го врати своето достоинство. Впрочем, големите позиции во државата не подразбираат само привилегии. Привилегиите се нешто секундарно или терцијално. Подразбираат луѓе ставени на такви високи места, вистински луѓе, вистински места, кои што меѓу другото треба да бидат подготвени и доволно силни да не пукаат како стакло под намал притисок, особено ако ги штитат интересите на својот народ. Пак ќе кажам, без разлика колку си мал како народ, колку си слаб во моментот, нивна должност е да застанат и да го бранат сопствениот народ секаде во секое време, на секое место. Значи, само трпение да видиме тоа што го знаеме или го знам од разговори со одредени луѓе во ВМРО ДПМН. Верувам во нивниот патриотски капацитет, барем со тие јасо кои што сум зборал. Верувам во нивните добри намери, затоа што видоа како ја изгубија власта, видоа како тие после нив, како и зошто ја изгубија власта. Го почувствуваа гневот на народот и тие кога ја губеа власта во време на Груевски, но многу подобро мислам го почувствуваа гневот на народот кога сега квислинзливе од СДС ја губеа власта. Затоа што тој гнев кај народот можеше да го пресечеш како со нож маргарин путер кога сечеш. Толку беше изразен. И се надевам дека овој пат нема да ја направат било кој од оние грешки кои што ги направија кога Груевски беше на власт. Така што да почекаме да видиме, не паѓајте на пропаганди, тоа ми е најбитното што сакав да го кажам. Оти сепак, како викаат, една будала што расипе после 1000 паметни не може да го состават, или ако имаат идеја како да го состават, не може тоа баш така брзо колку и ние, некој од нас, да ги гледа малку поинаку работите. Но може би затоа и ние и не се занимаваме со политика, баш што понекогаш така размислуваме, нели, мечот вади и сечи го јазолот и толку. Политичарите се веројатно од некој друг штоф направени и затоа се политичари. Јеби га. Ајде, имајте убав ден.